преку YouTube каналот на општина Прилеп. Снимањето и пренесувањето на седниците на Совет на општина ќе го спроведува исклучиво локалната самоуправа. Во моментов на локалниот портал Радио Пела се врши пренос на седницава во живо со логото, односно со логото на овој портал. Ве молам да ми објасните зошто мојот предлог за измена и дополнување на одлуката за снимање и пренос на седниците во живо не е прифатена и зошто спротивно на оваа одлука сте го отвориле системов за пренос на седниците од страна на само некои од локалниве портали. Дали е тоа законито? Кој овде овозможил да се приклучи во живо и да ги пренесува во живо седниците на Советов? Ве молам, проверете со службите, седницата се уште се пренесува во живо и ве молам да ни објасните зошто е тоа така. Во контекст на ова, откако ќе ги извршите проверките на самава седница, ставам предлог, точка на дневен ред, итем предлог, преносот на седниците во живо да може да го вршат сите останати локални медиуми, односно портали, како овој портал кој сега во моментов ја пренесува седницата во живо. Ви благодарам. Ви благодарам на забелешката, иако се јавивте за нешто неповрзано во однос на дневниот ред денеска. Јас не сум запозната со оваа информација, фала што ја изнесовте. Да, сигурно не има хакирано. Службите ќе постапат во моментот, ќе биде пренесено и преносот ќе биде прекинат. Во однос на снимањето, односно пренесувањето на седницата, во салава нема сниматели од било кое и не е дозволено да има снимање, освен од страна на општина Прилеп. Службите постапија и во моментов ќе биде сето санирано и ќе бидат опоменети сите останати медиуми дека не треба да има пренос во живо од друг, освен од општина Прилеп. Ве молам да продолжиме понатаму.